Божи благослов на сите. И мислам дека понекогаш и добро кога вака ќе се скрши некоја традиција, навикнати начинот да го почнеме сосема поразлично. И добро е кога и нашите срца ќе ги отвориме пред Господ во молитва, каде што ќе предадеме се на Него, кој што секој еден денеска верувам вложивме или направивме нешто кој што и како ги слушаше нашите молитви оти беа искрени и предадени на Господ. Она што денеска сакам да споделам е нешто што ми дојде во четвртокот. Претходно мислев нешто друго и се мислев и се молев за Божјо водство, затоа што знам дека минуваме во период каде што постојано имавме разни слики непосакани на вести, телевизија, што и да погледнеме, само слушаме за таа трагична ситуација која што се случи. И свесни сме дека живееме во еден грешен свет каде што се случуваат разни природни непогоди, некогаш и од човечки фактори, некогаш се случуваат дури ни самите не знаеме зошто и како, но она што можеме да сватиме дека во тие ситуации колку сме си потребни едни со други, уште многу повеќе ни е потребна Божјата помош која што ќе интервенира и ќе прави во нашите животи. Минатата вечер, тоа баш и тука спомнав со Вајле, не видов колку е саатот и го беа пуштиле и Титаник на Сител и јас така си гледав, дури кога видов колку е саатот, после тоа си велам време ти е за спиење, а не да гледаш филм, ама во секој случај интересното што луѓето понекогаш се толку сигурни во некои работи што забораваат дека нашата надеж и сигурност доаѓа кај Бог. Дури кога им се дава за спасување, мислам нема доволно за секого, секако, ни чамци, ниту елециве за спасување, дури некои така гордост имаше, мислам добро, тоа е сепак филм, нели, но свелеше јас вака се облеков достоинствено и сакам така да заминам, не сакам да бидам во таков елек. Некои не можеа ни да поверуваат дека тој ќе се сруши, дека дека ќе потоне. Со кое што навистина ние луѓето понекогаш така ќе заборавиме која е нашата надеж, на кого да се подприме и од каде помошта ќе ни дојде. Затоа решив некако кога се молевме во четврток ми дојде Псалмот 121 и тоа можам да кажам дека и прв пат во Штип кога проповедав беше тоа, не се сеќавам што сум тогаш зборувала за тој псалм, ама во секој случај овој псалм и како ни покажува кој е всушност нашиот Бог или го нарекуваат некако псалм на искачување, затоа што посебно кога патувале луѓето, често пати ја пееле или ја искажувале како молитва овој псалм и се вели дека Дейвид Ливингстон, кој што бил познат истражувач на мисионер и истражувач на континентот во Африка, го читал Псалм 121 и Псалм 131 и со неговиот татко и со неговата сестра се молеле на некој начин според тие зборови кои што ги има псалмот, пред да тргне во Африка во 1840 година. А неговата мајка пак му пишала дека секогаш кога ќе помисли на него, помислувала и се молела преку Псалмот 121. Затоа што навистина била свесна дека незиниот син каде и да е, дури тој самиот каде и да е, помошта единствена што може да ја добие е од самиот Господ. Значи, ние прво што добиваме е помош од нашиот Господ и Господ е наш верен чувар. Така е дури псалмот тука наречен, ќе го прочитам целиот псалм, не е многу долг, само 8 стиха, кој што вели: Ги кренав очите кон горите, од каде помош
ќе ми пристигне. Мојата помош е од Господ, кој ги создаде небото и земјата. Тој нема да дозволи да се помести ногата твоја, нема да задреме оној кој те пази. Не дреме и не спие оној кој го пази Израел. Господ е твој чувар, Господ е твоја закрила и од твојата десна и кај твојата десна рака. Сонцето дење нема да те изгори, ниту месечината ноќе ќе ти штети. Господ ќе те запази од секакво зло, ќе ја зачува душата твоја. Господ ќе го пази излегувањето твое и влегувањето твое од сега и довека. Интересно, овој псалм секогаш јас си го кажував во Кратово. Не е дека тука нема планини, ама некако Кратово ти малечко вака доле во котлината и сега кога кади да погледнеш ти планини. И често пати јас така кога ќе зборев или ќе го кажав, толку ми беше блиску тоа затоа што погледот кади да погледнев секогаш ми одеше над планините и секогаш си велев Господе, ти си таа помош, не е битно дали во мојот живот, дали за помош во црквава, за градот, за било што, си ти тој кој што ќе делуваш и ќе правиш. Дури едни мисионери ги спомнав пред како што дојдоа во Кратово, беа потикнати од тој стих кој го кажав дека мојата помош ги кревам на овие планини и знам дека помошта доаѓа од Господ. Јас шо и да правам, кои луѓе да се трудиме со своји сили, не ќе можеме ништо да постигнеме како што Господ ќе може да делува и да прави. Така да, значи, и самиот псалмист тука вели дека ги подига своите очи и се прашува од каде мојата помош доаѓа. Значи, и потоа си го поставува тоа прашање, јас верувам во многу одредени ситуации во нашиот живот и ние имаме прашања. Од каде, како, на кој начин, што сега да правам? Ама единствено нешто што треба е да сватиме дека нашата помош, нашите одговори, се наше доаѓа од самиот Господ, кој што вели го создаде небото и земјата, кој што создаде се одлично совршено. Дури може се дава предпоставки, тука читав од повеќе некои писатели кои што кажува дека псалмистот кога го пишувал ова или кога одел кон градот во Иерусалим да го направи своето поклонение, тој ги гледал планините можеби од некоја далечина, но сепак одејќи кон тоа, тој самиот доаѓа до едно суштинско важно прашање за секој еден од нас. Не беше важно толку дали ќе отиде таму на тоа место и дека само таму Господ ќе делува, како доаѓа до сознание дека Господ е тука со него. Дека тој е тука во секој и кога оди и кога стои каде и да е, значи во секоја една ситуација од неговиот живот, тој е тука. Не дека само ако отиде на таа планина, нели знаеме од Самаријанката, тука се поклонуваат и тоа се кажува, нели се мисли дека горите некои го представува дека најверојатно требало да се оди на гора за да се поклонат на Господ. Некои го гледаат дека можеби погледот го гледа како страшен на планините, затоа што знае од планините се кријат многу банди, разбойници во тоа време, каде што нели бараш заштита, затоа што можеби таму ќе те најде некоја непогодност, но сепак самиот псалмист јасно кажува дека тој ги крева и сваќа дека не е важно на кое место ќе биде, таму или долу. Господ е неговата помош. Господ е тој кој што ќе делува во неговиот живот и неговиот помош доаѓа сушност од Творецот на небото и на земјата кој што создал се и има таа неограничена моќ. Затоа што кога ќе ја сватиме суштината кој е Бог и што тој се создал, и значи он тука веќе не само што ја согледува неговата големина и ги крева погледот над планините и гледа во помошта која што ќе доаѓа од Бог, туку тој ги гледа и рацете Божи кои што делувале, кои што правеле и што прави Бог дури и во моментот кога тој така погледнува и бара помош. Некако тоа ме натера да размислувам, нели кога ќе погледнеме на кај планината, сега ние имаме одреден поглед.
и само можеме тука да го видиме тоа што го имаме. Ама кога ќе сме свесни дека позади тоа натаму има уште нешто многу повеќе кој што ние не го гледаме. Ама Бог има многу повеќе кој што во тој момент прави и делува во нашиот живот. И има многу поголем видик од она што ние можеме да видиме и да бараме можеби од него. Во 3-тиот и 4-тиот стих понатаму тој вели дека нема да дозволи да се помисти ногата твоја, нема да задреме оној кој те пази. Не дреме и не спие оној кој го пази Израел. Интересно, мислам кој што и како важно ни покажува дека тој наш Бог не спие. Тој е постојано тука буден, кој што е над нас во секоја една ситуација. И кога мислиме дека сме сами во тоа, не сме сами. Тој е тука. И кога често пати таа приказна сме ја читале, нели, кога вели со стапкиве, кога сонувал и разговорот со Бог и рекол во најтешкиот период не беше со мене, Бог му вели, еве види, цело време сум со тебе. И нели ги гледа двата пара на стапки и за еден момент гледа дека нема и вели, па еве тука не си со мене. Бог му вели, јас тогаш те носе во раце. Ама во секој случај тука не се работи за тоа како што самиот псалмист сака да ни каже дека Бог е буден во секој еден момент, дури и ние кога спиеме. Можеби ние сме тие што ќе заспиеме и не знаеме каде и што правиме, но тој будно бдее над нас и знае што може да се случи со нас или каде можеме да застраниме. И затоа навистина е прекрасно да припаѓаме и да знаеме еден наш силен, мокен, неограничен Бог кој што е секогаш буден покрај нас и кој што во секој период и вели дека нема да дозволи твојата нога да се помести. Значи тој не држи дури и нашата стапка цврсто да стои на оваа земја. Да бидеме тука, да стоиме цврсто, да се радуваме на оноа кој што Господ го има за нас, да му благодариме и да чекориме како што тој има за нас. Значи за христијаните на нас, навистина како верни, да се придржуваме секојдневно и на тој принцип од Ефесијаните 6 глава 11 стих што вели: облечете се во сето Божјо оружје, за да се одржите против ѓаволските лукавства. И 13 стих вели понатаму: поради тоа примете го сето оружје Божје, за да можете да се браните во лош ден, та откако ќе победите да се одржите. Спомнав, сме во грешен свет, се случуваат секакви работи, имаме добри периоди во животот, но имаме и лоши периоди. Но затоа вели да се ние секојдневно облечуваме во Божјото оружје, кој што ќе стоиме цврсто упорени со Господ и ќе можеме да издвоиме победата без разлика ништо и да минуваме. И вели твоето стапало нема да се помрдне. Значи, стоењето на верникот во Исус е многу важно. Значи, нашето стоење да бидеме со Него. Значи, ќе прочитам повеќе стихови кои што ни покажуваат како тоа ние можеме да стоиме во Господ или како стоиме со Него. Во Римјаните 5 глава, 2 стих вели: стоиме во милост. И вака вели стихот: преку Него во вера добивме и пристап кон благодат, во која стоиме и се гордееме со надежта во славата Божја. Значи, тука само јасно ни покажува дека стоиме во благодата и се во Негова кој што ја примаме преку Него, во вера и дека нашата надеж е славата Божја. Исто така, ние стоиме како верни и во Евангелието. Во 1 Коринтијаните 15 глава, 1 стих вели: браќа, ви напомнувам за Евангелието, кое ви го проповедав, а кое вие го примивте и во кој стоите. Претходно спомнавме принципите кои што е многу битно да се облечеме у тоа Божје оружје, да секојдневно биде Божјото Слово со нас, да се вооружаме и да стоиме цврсто. И затоа фала му на Господ кој што ние го имаме Евангелието во нашиот живот, а го имаме Словото Божјо кој што ние и како можеме да стоиме цврсто
да се спротиставиме на лукавиот, што вели, да се спротиставиме на секоја искушение, да можеме цврсто да стоиме со нашиот Господ и да чекориме, и вршејќи ја неговата волја. Стоиме во храброст и сила. Го гледаме во 1 Коринтијани 16 глава 13 стих, вели: бидете бодри, стоите во верата, држете се машки, бидете крепки. И навистина понатаму ни вели да стоиме цврсто и во верата. 2 Коринтијани 1 глава 24 стих ни вели: но некако ние да владееме со верата наша, туку сме со работници на вашата радост, бидејќи во верата вие сте цврсти. Значи, да стоиме цврсто, надевајќи се, верувајќи, а како ќе стоиме ако ние не знаеме кој е тој во нашиот живот? Ако ќе ја согледаме и препознаеме кој е тој во нас, ние навистина ништо и да минуваме во нашиот живот, ќе стоиме цврсто до него. Ќе стоиме цврсто во вера, знаејќи дека тој го има најдоброто решение за нашите проблеми, најдоброто нешто за нас. Потоа вели дека стоиме во христијанската слобода. Тоа го гледаме од Галатјаните 5 глава. Стоите во слободата со која Христос не ослободи и не се предавајте пак под робскиот јарем. Значи, не повикува да стоиме во слободата која што ни има дадено. Како вели, ќе спознаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Спомнавме, ќе стоиме во Евангелието кој што ќе чекориме со тоа и како на тој начин ќе стоиме, ќе бидеме ослободени од јаремот робски кој што и како овој свет многу работи може да ни наметне во нашиот живот, кој што тоа и ни го отежнува. Стоиме во христијанското, да стоиме во христијанското единство. Во Филипјаните 1 глава 27 стих вели: живејте само достојно за Христовото Евангелие. Та ако дојдам и ве видам, или пак во отсуство слушнам за вас дека стоите во еден дух, борејќи се еднодушно за верата на Евангелието. Значи, и како спомнав на самиот почеток колку сме си важни едни со други да бидеме во тоа единство. Да не зборам за телото, нели што вели, ако едното го боли целото тело, еден орган, целото тело пати и ја чувствува болката. Да не кажам сега, сите знаете, минатата недела со тој зап тука, и јас и Младен, сите дознаат дека не боли, ама знаеш кога еден зап ќе речеш таму, ама целата глава, целото тело и како ја чувствуваш болкава кој што не можеш да поднесеш. Исто така, кога ние во тоа едно единство ќе чекориме заедно и ќе се исполнуваме, охрабруваме, подигаме едни со други, како тоа ќе ни помогне да стоиме цврсто и да ја вршиме Божјата волја како едно тело Христово за Господ. Да стоиме во Господа. Во Филипјаните 4.1 вели: така, браќа мои возлюбени и многу пожелни, радост моја и венец, стоите цврсто во Господ, возлюбени. Тоа е најважното исто. Покрај единството кој што ние треба да си го имаме, и како е многу важно да стоиме цврсто во Господа, затоа што во секоја една ситуација тој е тука, рековме, не спие, нема заборавено, тоа е во секоја една ситуација кој што ќе делува во нас. И да стоиме совршени и комплетни во Божјата волја, во Колосјаните 4 глава 12 стих вели: ве поздравува од Ефес, од вашите Епафрас, служител на Исус Христос, кој секогаш во молитвите своји се грижи, и бидете совршени и исполнети со секаква волја Божја. Значи, да бидеме совршени во таа Божја волја, кога ќе чекориме каде и да сме, ништо и да минуваме, луѓе, верувајте дека ќе можеме да ја поднесеме било кое искушение, било кој проблем во нашиот живот. Затоа што кога Бог не праќа и ја следиме Божјата волја, тој е тука со нас. Тој издвојува победата наместо нас. Тој не чува, тој води, тој не повикал, тој не води во тоа. Многу поразлично е кога ние ќе излеземе од таа Божја волја и со наша непослушност кога ќе почнеме да вршиме работи. И понекогаш
тој ќе дозволи нешто малку кој една шлаканица да не освести и да не врати повторно на патот. Значи да стоиме во Господ, да ја вршиме Божјата воја и тој навистина се грижи за нас. И тука се вели дека еврејскиот збор е шамар, некако кога ќе го читаме како шамар испаѓа, знаеш, на македонски, ама они му стават акцент па така да малку поразлично, кој што значи чува и сочува. Овој може би е краток псалм, но сепак темата покажува и се тоа колку Бог нас не чува, колку тој се грижи за нас, колку тој не сега мајките знаат и татковците знаат, тие што имате, како ги заштитнички се грижите за своите деца. Колку сакате да, јас што велам често пати, се шалев за Мила и за Лука, иако ми се внуци, викам, ги ставаме како некоја звоно стаклено, као да го заштитиш од секаква околност, од секаква ситуација, сакајќи ништо лошо да не му се случи. Колку повеќе Бог така се грижи за нас, да ние бидеме заштитени, да не излеземе од она кој што тој го има за нас. Така да ова тука многу покажува дека тој не чува, тој се грижи, како што можеме ајде да кажеме и стражарите што ги чувале градовите или војската сега во помодерно време велиме ги чува нашата земја. Значи, псалмистот тука исто така многу не наведува опасности, не наведува ситуации, да рече вака ми се случи, па сега зошто, но тој се што покажува е таа сигурност и заштита кој што тој ја прави, Бог ја прави во неговиот живот. И исто така тука тој спомнува дека нема да заспие, не дреме нашиот Бог, тој е секогаш буден во секоја една ситуација во нашиот живот. Ако се сеќавате за Илија како ги смејуваше пророците на Ваал, на планината Кармил, кога беа таму, тој што велеше, каде е вашиот Бог, да не има заспиено. Затоа знаеме дека навистина кога нешто човек ќе измисли или нешто кога ние веќе нешто слепо, мртво следиме, и така како тоа спие, тоа нема да делува. Но нашиот жив Бог, нашиот Господ е секогаш буден и тука е кој што делува и никогаш нема неговото ветување кој што го има дадено, го нема заборавено или нема да го исполни, затоа што тој е во секој еден наш момент од нашиот живот. Има еден пример интересен кој што го прочитав како источна приказна. Некоја бедна жена доаѓа кај султанот и сега бара да и се надомести загубата, некој влегол во незината куќа и има и украдено се незино. И сега тука бил некој монах, сега од кај приказката е така, кај што доаѓа и сега тој вели, чекај, како кој ти го има украдено, што ти правиш? И таа вели, па заспав. И тој вели, па добро, зошто, значи ти си заспал и влегол. И вика, зошто ти спиеше тогаш? Вели, затоа што мислев дека ти треба да држиш стража. И султанот кога слушнал тоа, едноставно толку му се бил задоволен од одговорот на жената, што наредил се да и се надомести што и било украдено. Затоа што таа ја имала сигурноста на тие стражи кои што требало да одржуваат каде да била сместена. Како што и ние имаме таа сигурност каде и да сме, знаеме дека Господ е со нас. Јас често пати, тука се спомнува за крадење, ама порано, веројатно имам спомнато, ама пред да поверувам, јас така бев плашлива у секој поглед околу, се некоја несигурност. На улица, ке се вртиш, немој некои луѓе да има, немој кога еден период морав и сама да бидам во куќава, јас пред да легнам, малте не сите прозори ќе ги видев, сите врати ќе ги фатев, толку се плашев да не некој упаде, не дека нешто ќе украднат, ама имав таков страх. И тоа значи од година дена кога моите мораат да бидат у село,
И после тоа е период кој јас го прифаќам Христос целосно, предавајќи го мојот живот, че повторно бев сама, ама јас го немав тој страв. Јас знаев дека Бог е тука и Бог е делува и имаме неговата заштита. А кога сме сами без него, ите како сомнежи, стравови, се што ќе тропне, се што ќе чукне, јас готова бев скабенета. Што кој што Господ толку ме ослободи, што последно можев слободно да одам било каде. Ама сакам да кажам ите како е многу важно кога ќе сватиме суштината и заштитата дека Бог е тука во нашиот живот и дека тој се грижи за неговите луѓе. Тој никогаш нема да не остави така. Во 5 и 6 стих вели: Господ е твој чувар, Господ е твоја закрила, од кај твојата десна рака. Сонцето дење нема да те гори, ниту месечината ноќе не ќе ти штети. Значи гледаме дека Господ е нашиот чувар, тој е нашата сенка од секој еден проблем кој што тој така ќе не заштитнички заштити. И можеме да видиме дека кога израелците требаа да го напуштат Египет, доветената земја, како Господ се грижеше за нив. И велеше, им даваше облак дење, иако тоа беше кој што им го покажуваше патот како да стигнат, а навечер им даваше облак исто нели како оган. Но во Исаја 4 глава 6 стих еве што вели: И ќе има шатор за сенка дење од припек и за солниште и заклон од лошо време. А 25 глава 4 стих вели: Зашто ти беше прибежиште на сиромавиот, прибежиште на немокиниот во тешко време за него. Заштита од бура, сенка од препек, зашто гневното дишење на насилниците прилегаше на зимска виолица. И Псалм 91, еден вели: кој живее под закрилата на Севишниот, тој престојува во домот на небесниот Бог. Значи, ја гледаме како Бог и дури во таквите ситуации, знаеме дека тие минувале низ пустина, знаеме колку тоа е напорно на тоа сонце и тој и на тоа им кажува дека ќе ги заштити дури и од сонцево кој што ќе биде, ќе имат сенка, има шатор на сенка кој што тој ќе биде исто така нашата сенка во кој што ние ќе се ослониме и ќе се освежиме кај него. Кога збориме нашата сенка, тој ќе биде наша сенка, ние во животот, можеби тука е кажано како некако стилски фигури, тука иако не се толку за сонцево кој што гори и се, ама во нашиот живот ако ги ставиме тие како во стилски фигури, сонцево и месечината, сака да кажа дека дури Бог во секој еден момент, дали тоа дење или ноќе, тоа е со нас. Ништо и да минуваме, какви и да тоа се проблеми во нашиот живот, нашата закрила и нашата сенка и нашето освежување и нашиот одмор и нашата помош доаѓа кај него. Наше е само да се ослониме на него, само да дојдеме под неговата сенка, само да дозволиме да тој делува во нас. И како сето тоа ќе го добиеме, кој што тоа го има и во самото Свето писмо ни го вели и ни кажува дека тој ќе ги чува своите луѓе и дење и ноќе. Ќе се грижи за секоја нивна потреба и ќе биде нашата покривка на нашите неволи и проблеми. И како тој ќе се погрижи за секоја една ситуација од нашиот живот. Значи можеме да зборуваме многу такви примери, верувам секој еден од нас имаме такви искуства од што се не Господ нас нема спасено и сочувано. Колку пати не сме свесни дека у некоја ситуација, колку и да изгледало, дека си бил спречен да не отидеш, затоа што знаеш дека нешто таму после ќе се случило и гледаш како Господ ти има сочувано. Јас можам да кажам, пред многу години кога се случи таа трагедија со браќајна кој што Горан почина со неговата вереница и уште една другарка од Пробиштип, беше првичниот план да јас одам со нив. И требаше да дојдеме, пошто тој тука беше мисионер во Охрид, и да дојдам со нив, со кој што
заедно нели да бидеме со нив, чисто едноставно таа тука од верениците му беше, никогаш не беа сами и секогаш сака уште некои да бидат со нив, нели као ние заедно си се дружиме, а тие не се сосема сами. И се стекјавам се договаравме, ама се случи да тогаш имаме извидници камп у Претор, отешao како и да се викаше ова кампот што е, и јас ради кампот морав да одложам, ама беше планот, јас ќе завршам со кампот, од кампот ќе дојдам Охрид, ќе дојдат да ме земат, кој што са бајлето слушам ја веста дека се случило тоа. Од еден момент ни не размислив за планот кој ни беше, ама знам дека после тоа кога се сетив дека јас требаше да бидам со нив, jednostavно не велам дека јас имав поголема привилегија кај Господ, ама не знам, Бог така направи да јас бидам заштитена од тоа кој што се случи. Дури еднаш ајде уште еден пример само ќе спомнам, Куманово бев и сега пешачки премин, се запали, јас си фокусирана си бев на Светлава. И некако имаше бучава, позади нешто бучеше, за да можеш да приметиш коли. И сега јас овака гледам, се пали зелено и почнувам само првиот чекор и само кола во вака пред мене. И, значи, некако во моментот ти се свртев за да јас не го направам целосно чекорот. Со кој што тоа беше повторно момент каде што, не знам, у таа бучава Бог направи да завртам и не целосно ја пружам ногата до целост, ама веќе бев почнала да одам затоа што зелено се пали и ти почнуваш, нели, логично да одиш. И затоа сакам да кажам многу пати видите како Бог се грижи за нас, ни покажува колку во секое едно зло што може да ни се случи, тој не заштитува и не чува. Дури од нашата младост до нашата зрелост, до самиот крај на нашиот живот. Значи, Чарлс Спарџон има напишано нашата, исто така, тука, што сакав да спомнам, покажува дека тој во 7 стих вели Господ ќе те запази од секакво зло и ќе ја зачува твојата душа. И тука тој има напишено Чарлс Спарџон, нашата душа е чувана од власта на гревот, заразата на заблудата, очајот, нарушувањето на гордоста, чувана од светот, телото и ѓаволот, чувана од посвети на поголеми работи, чувана во љубовта Божја, чувана за вечно царство и сила. Значи, Бог е тука во секоја една ситуација во нашиот живот, кој што тој сака да ја зачува дури нашата душа. Но наше е дали ние сега тоа го веруваме, дали се бориме за својата душа. И тоа ите како го гледаме кога ќе дојдеме кај Исус Христос и ние кога слушнавме за Него, поверувавме и знаеме кој е тој за нас. И верувајте дека сето она што Исус го направи за нас, се тоа зборува колку тој се грижи за нас. Тој отиде на крстот за нас. Тој умре, давајќи го својот живот за да ни даде спасение на нашата душа. За да ние бидеме и да го имаме тоа спасение кој што ите како е важно за секој еден од нас. И вели дека се грижи и при нашето излегување, и при нашето влегување, каде да одиме од сега и до века. Значи, буквално самиот псалм ни покажува колку тоа Бог се грижи, или Исус Христос, што се има направено, кога ќе споредиме што се има направено и колку се грижи за нас. И сега само ќе спомнам некоја поврзаност, мала и со тоа ќе завршам, која Исус со псалмот, како можеме да го поврзаме, е тоа дека гледаме Исус во неговата понизност, кој што во 3 стих тој вели, тој ги чува. Тој нема да дозволи да се помисти нивната нога и дека тој те пази. Значи, тука покажува дека тој се грижи за нас, дека тој е постојано тука у секоја една ситуација и знаеме дека
Исус толку се понизи сами од себе си, што дојде и вели да биде еден како нас. И се понизи со тоа што откажувајќи се од целата слава, имајќи ја горе на небесата, кој што владееше над се, да биде еден како нас човек, зимајќи ја човечката природа, кој што нели 100% беше човек, но не се откажа од 100% да биде и Бог, но тој беше еден кој што ги доживеа сите наши слабости, сите наши немоки на телото, но никогаш не сгреши. И зошто го спомнувам, нели, кога можеме да видиме дека кога се најдоа во бурата, кога патува сред морево, и учениците беа уплашени, а Исус можеме да видиме дека тука навидум тој спиеше. Тој испиеше човечки овака гледано. Но сепак знаеме дека сред тоа невреме тој делуваше и имаше мок и сила и авторитет кој што ги сочува сите негови ученици. Значи тој имаше власт и авторитет на секој едно, но сепак тој беше понизен како човек кој што беше тука за нас, да биде она јагне непогрешливо кој што ќе се даде за нас на крстот. Исто така ја гледаме таа заштита кој што тој се грижеше у секој поглед и нели самиот рече дека јас сум добриот пастир кој што се грижи за своите овци. И дека тој е секогаш во секоја една ситуација од нашиот живот. Дури тој не заборави за нас, не заборави и се молеше застапничката молитва, тој и сега застапува за нас. Не само тогаш кога беше тука, туку и по неговото воскресение кој што седи од десната страна на Отецот, тој се моли за нас, тој се грижи за нас, тој не чува и тој го сака најдоброто на своите деца. Затоа што е Бог кој што не создаде да има врска со нас, да имаме блиско заедништво со нас, но во исто време тој не остави сами, тој рече не ќе бидете сами. Тој го прати Светиот Дух да биде наш утешител, кој што ќе не потсетува преку Словото, ќе ни покаже се што е, но тој е тука до крајот на светот, вели ќе биде со нас, а после ми цела вечност заедно со него. И затоа, ајде да навистина во овие моменти, дали какви да ни се во периодот од нашиот живот, во ова тажење на кој што многу луѓе знаеме дека имаат скршени срца и не е лесно да изгубиш луѓе, не е лесно да изгубиш најмалото дете, да изгубиш, како да изгубиш дел од себе. Но да сватиме дека нашата помош, нашето охрабрување, нашата утеха, што и да е во нашиот живот, доаѓа само од Господ. Затоа што каде нашиот поглед да се сврти? Знаеме дека, сега не сакам политички ништо да кажам, колку и да се трудат поединци нешто да променат, тоа е многу голема работа кој што дур да дојде да се изреализира. Ако се подпреме на човек, не може човекот во секоја ситуација секогаш да биде тука. Сме ограничени, не можеме у секое време да бидеме таму кога нивки им притреба. Ама затоа Бог е тука у секое време, во секое и дење и ноќе, во секоја една ситуација од нашиот живот. И што е потребно, значи тој ја дава потребната сила. И ние можеме победоносно да издвоиме победа на тоа. Така да може да се помолиме и да му заблагодариме за тоа дека тој не чува, се грижи за нас и тоа е оној кој што делува во нашите животи. Фала ти, Господе, за Твојата помош. И фала ти за тоа што, Господе, навистина, кога и да ги кренеме нашите погледи, дали над горите, дали кон небесата, знаеме дека таа помош доаѓа од Тебе, Господе. Кон што и да се свртиме, знаеме, Господе, дека сето тоа е периодично и привремено, но она што Ти го даваш во нашите животи, Господе, тоа е вечно и тоа е драгоцено и тоа е она, Господе, кој што не засолнува, заштитува, охрабрува, кој што не подига, кој што не утешува, кој што
ни даваш сила да издржиме, Господе, и не оставаш сами. Фала ти за секој еден, Господе, кој што во одредени ситуации од животот си бил со нив, си ги зачувал во моите браќа и сестри, Господе. И си бил во секоја една ситуација од нивниот живот во кој што тие можеле да ја почувствуваат Твојата рака, дека Ти си тука, дека ги немаш оставено, Господе, ги немаш заборавено. Им ја даваш потребната сила за новиот ден, за новата работа, за новите обврски, за новите соочувања кои што престојат пред нив, Господе. Се тоа е менливо, но ние знаеме дека припаѓаме на Бог кој што создал се, кој што владее над се, кој што се што имаме, се што има тука, припаѓа на Тебе, Господе. Дури ние чудесно создадени сме според Твојот облик, Господе. И затоа, Господе, навистина не ни останува ништо само да кажеме еве не пред Тебе, да бидеме секогаш во Твојата закрила, заштитени од Тебе, во Твојата сенка, Господе, во која што Ти ќе делуваш и ќе се прославуваш преку нашиот живот. Нека Твојата слава биде за сите векови. Амин.